Бизнисот подготвува проекти и чека на финализирање на процедурата за ефтините кредити од унгарскиот заем. Стопанските комори очекуваат дека за краток период Развојната банка ќе ги потпише договорите со комерцијалните банки, пошто ќе стартува процесот на аплицирање, па банките ќе ги анализираат проектите. Според компаниите, добро е што акцент се става на производствените капацитети и не гледаат ништо спорно во тоа што се проширува опфатот. Сметаме дека ова е вистински исчекор во вистинска насока, конечно, да имаме вака добри, во наводници да речам, ефтини пари на располагање. И повторно и самата министерка спомна дека тоа ќе бидат генерално наменети за производни компании, меѓутоа се прошири опфатот, што е и во ред. И од Стопанската комора на Македонија го поздравуваат чекорот за поддршка на компаниите и очекуваат дека нема долго да трае последната фаза. Очекуваме дека последната фаза ќе оди без проблеми. Сметаме дека банките нема да бидат кочници, парите брзо ќе бидат ефектуирани. Чекаме да бидеме информирани за критериумите. Компаниите сметаат дека на овој начин ќе се поттикне инвестицискиот циклус и порачуваат дека вакви потези државата треба да прави во иднина. За нив е добро што конечно добиваат подолг рок на отплата. 15 години рок на отплата, односно пробивање конечно на мразот, каде што допред ова, скоро сите комерцијални банки ги има спакувано своите кредити во максимум 10 години рок на отплата. Има интерес за овие кредити и предпоставуваме дека ќе има доволно финанси оваа година, а за идните години зошто ова да не биде повторено во некоја соодветна димензија. Премиерот очекува дека во следните денови Развојната банка ќе ги потпише договорите со комерцијалните банки, со што парите ќе влезат во стопанството. Владата очекува раздвижување на економијата и инвестициски циклус од 300 милиони евра, а со вложување во проекти во општините и во бизнисот се очекува раст на бруто домашниот производ. Да создаде еден инвестициски бран од минимум 300 милиони евра. Потоа проектите во општините кои што се еден инвестициски бран реализирање на капитални инвестиции од 250 милиони евра. Тука би ги додал, би рекол, и на надворешните вложувања, странските инвестиции, кои што очекувам оваа година односно претходната година 24-та со засилена динамика во втората половина да надфрлат 1 милиарда, со што ќе бидеме по глава на жител и по процент од бруто домашен производ најдобри во регионот. Договорот за заем со унгарската Експорт-импорт банка беше потпишан во октомври во Будимпешта. Кредитот е во висина од 500 милиони евра со каматна стапка од 3,25%, со период на отплата од 15 години, односно вклучен грейс период од 3 години. 250 милиони евра се наменети за бизнисот, а 250 за проекти во општините.